Почитувани Евене повторно од кујната на ресторан Барик 91 и доколку немате идеја за вашето семејно мени за денес, останете во наредниве неколку минути со нас, ќе ви помогнеме да го направите вашиот избор. Почеток одиме со салата капрезе. За неа ни е потребно свеж домат, моцарела сирење и секако зачините. Почнуваме со припрема на салатата. Најнапред ставаме декорација на чинијата, 2-3 ливчиња марула, ја сечеме на покрупни парчиња и ја ставаме на чинијата. Потоа го сечеме доматот, на потенки кругови. Го редиме доматот во чинија и во меѓувреме ставаме парче моцарела сирење. Истата постапка ја повторуваме додека чинијата не се исполни. Сега ставаме зачини. Од зачин денес ќе употребиме секако маслиново масло за салатата. Орегано. И босилек. Овака треба да изгледа капрезе салатата. Се надевам дека ќе си ја направите дома и ќе ви се допадне. Еве дојдовме и до подготвување на денешното главно јадење, што е мислам дека најомилено меѓу помладата генерација. За денес ќе подготвиме пица. Барик пицата. Најнапред за неа ни е потребно тесто за пица. Околу 280 грама е тестото. Кашкавал млечен. Сувомесното по желба, значи ние денес ќе употребиме сланина и кулен, секако печурки во пицата и ќе ја комбинираме со зеленчук, моментално што го имаме, сезонски зеленчук. Најнапред одиме со растегнувањето на тестото за пица. Овака би требало да биде растегната пицата. Можете да си ја направите во домашни услови. Рецептот ќе ви го откријам, доколку ви се допадне нашиот рецепт, можете да си го пробате и дома. На 1 килограм брашно се става 500 милилитри, по можност нека биде млака вода,
1 лажиче сол, 1 лажиче шекер, малку со прст ке фатите сув квасец да ставите, значи многу малку, и 250 милилитри по можност маслиново масло. Сега ставаме доматно пире врз пицата. Ова го размачкуваме. Доматното пире исто така може и во него да се стават некои додатоци што би ја направиле пицата да биде повкусна. Го ставаме кашкавалот. И сега го редиме преостанатиот дел од сувомесното и од зеленчукот. Ставаме сланина. И сега го редиме зеленчукот. Најнапред го ставаме доматот. Секако некој ако обожава тикве, може да се стави тикве, може црн домат, кромит, значи тоа е по желба на тој што си ја прави пицата. Пиперките исечени на тенко. Маслинки имаме тука. И секако на крај остана свежите шампињони. Овака подготвената пица ја ставаме да се пече 3 до 4 минути на температура до 300 степени Целзиусови. Ја вадиме од печката, ставаме на масата и ја ставаме во чинија за сервирање. Ја сечеме пицата. Пицата е подготвена. Доколку не можете дома сами да си ја подготвите,
повелете кај нас, ќе ви ја подготвиме и се надевам дека ќе ви се допадне. Дојдовме до припрема на денешниот десерт. За денес како десерт ќе го подготвиме десертот тирамису. За него ни се потребни сладка павлака, 2 пакувања пишкоти, прашок за тирамису, Нескафе заедно со малку млеко за валкање на пишкотите, и за декорација ќе употребиме денес какаово прав. Одиме со матење на сладката павлака. Павлаката ја матиме додека не стане како цврст снег. Сладката павлака е веќе изматена. Го исклучуваме миксерот и одиме со следната постапка. Го земаме прашокот за тирамису, го раствараме со 300 мл вода. И кога ќе се раствори, го истураме во павлаката. Малку го промешуваме со миксерот, за да нема грудчиња. Го истураме во сладката павлака. И повторно матиме со миксер, додека состојките не се соединат. Кремот за тирамису десертот е подготвен. Одиме со следната постапка. Земаме од пишкотите, ги валкаме во кафето измешано со млеко и малку засладено со шекер. И ги редиме на тава.
Откако го наредивме едниот ред, го покриваме со слој од кремот. Размачкуваме низ пишкотите. Оваа постапка ја повторуваме уште еднаш. Десертот го завршуваме со уште еден ред крем. Повторно го размачкуваме врз пишкотите.
Сега одиме со декорацијата. Ја поросуваме одозгора со какаово прав. Тирамисуто е спремно, меѓутоа пред да се послужи, потребно е да се стави 30 на минути да отстои во фрижидер додека плазма кексот не омека. Почитувани гледачи, ова беше денешното наше предлог мени во кое ви подготвивме капрезе салата, барик пица и десерт тирамису. За ова наше денешно мени беа потребни околу 60 на минути, доколку ви се допадна, пробајте го дома и секако, доколку немате време дома за да ги изненадите своите најмили, повелете во ресторанот Барик 91, ќе бидете секогаш добре дојдени. Ви посакуваме пријатна недела и се надеваме дека повторно ќе се видиме за неколку дена. Пријатно!